Здраво на сите и добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Ефтим Трајчов Георски, актер во Народен театар Штип. Добре дојде, Ефтим. Добре дојде, добре ве најдов. Еве ја вклучив камерата. Колешки, како сте? Супер, ти како си? Одлично. Ти благодарам многу пред се што ја прифати поканата да видиш делот овој серијал разговори, кој што се надевам дека ќе биде еден белек на едно време, не време. Не време, да. Не, фала ти на поканата. Ме е една од ретките кои што ја текнала да направи ваква идеја за еден сублимат на сите наши размисли, затоа што во овој период, верувам, затоа што немаме работа, се удривме на мислење. Така да добро е некој да направи едно генерално мислење кој што ќе го имаме сите и можеби ќе извлечеме некоја полука, заклучок и ќе притиснеме малце повеќе кон институциите и луѓето кои што се одговорни да преземат конкретни чекори, затоа што веќе ова станува реалност, овој начин на живот. Да. Што значи да се биде театарски актер, Ефтим, во време на пандемија? Кои се твоите впечатоци и доживувања од оваа нова улога? Ништо не значи, апсолутно ништо не значи. Значи, ќе се посветиш на готвење, на физичка активност, на трчање, на фамилија. Како што знаеме, во цел свет го зафати ова пандемијата, го зафати цел свет. Филмот, театарот, било која уметност, па и спорт нормално каде што се собира, нели, ние сме као најпогодени во сето тоа затоа што сме по дефиниција, нели, театарот е еден на сцена, еден во публика, така. Значи, еве, веќе овој некои услови кои што може да функционира театарот, но за жал не функционира и сега ние имаме проблем затоа што, нели, повеќе луѓе се собираат, зависно од салата, и некако сите ги исплаши, знаеш, во старт ова ги исплаши. Добро, окей, нормално. Немало 50 години, немало се случува прв пат пандемија во светот, сите сме затечени со сето ова. Ова не е прва битка на човештвото со вирусот. Никогаш вирусот не го ни победил човекот, ние живееме со тие вируси. Сите сме вакцинирани, еве сите имаме по еден белек од секакви вакцини кои што поминале. Но тоа не значи дека треба да седиме со скрстени раце. Некако сето ова дојде наеднаш, особено заради таа генерална глобализација која што се случува во човештвото, нели, за многу малце пари си до крајот на светот патуваш со авион, се враќаш и сите сме поврзани. Така да си го земаме данокот на сето тоа. Но се случи тоа што се случи и сега некако сите бевме затечени, сите останавме каде да отвориме, што да правиме, нели? Има генерално можем да кажеме дека во цел свет нема некаков нов правец кој што скршнува од тоа што се случува во театарот, во уметноста, во културата. Но мислам и сакам но ова сето да произлезе некаков нова форма која што ќе уметникот никош не престанува да твори. Знаете, театарот е најстарата професија заедно со проституцијата, уште од синкретската уметност кога луѓето почнале, им било досадно во пештерите и немале што да прават, па почнале да цртат, да танцуваат, обреди, да се молат и се до тоа го спакувале во некаков почеток на уметност, но никогаш не згасна театар. Нема ни да згасне. Затоа сум малце револтиран што вака сме пасивни и еве во Македонија сме уметници театарски уметници кои што се знаеме сите. Буквално сите, секој со секој се знаеме, но нема доволно комуникација и флуид меѓу нас за да заедно преземеме нешто. Ние сме мокни како уметници, но сите сме на различни страни и никако да се споиме. Тоа генерално ќе го поврзам и со тоа што еве ти си
долги години живееше во Турција, така, и знаеш дека таму театарот поинако функционира, нели? Ако си вработен во државна институција, можеш да играш во било кој театар кој што е под државната капа. Значи, многу нормално е глумци од сите различни градови да играат во сите градови. Така, јас од Штип да играм во друг град кај нас да играат, иако затоа што сите сме под Министерство за култура, така. И нормално дека публиката сака нови лица, ќе се менуваме ние, нема да зашмајува, нема да се создаваат кланови, нема да се да влечат страни кои што се и природни и неприродни и кои што можам да ги разберам, ама не ги прифаќам, нели? Но тоа е систем кој што треба да генерално да функционира, да тече, нели? Која е најпитка вода? Таа планинската која што има проток, ова што е мочуриште не се влегува во тоа. На некој начин измеате пред сите професии се префрлија на интернет платформите и нашево интервју впрочем е принудно префрлено на Zoom платформата. Колку може театарот да се префрли на интернет платформа? Колку може да се реализира театарската уметност од дома и преку интернет платформи? Јас морам да кажам дека сум генерално против онлайн театар, односно она што беше како обид. Во ред, за почеток сите театри ги извадивме старите представи кои што со лоши снимки, доколку тоа беше проблем претходно кај нас интерно, као ги снимаме представите, ама ги снимаме само проформа. Нема, сме гледале представи во Лондон, во други поразвиени градови каде што представите се снимени малтене филмски и тоа изгледа дури добро да го гледаш. Но и покри така добро снимено, да го тргнеме на страна нашиве лоши снимки од театри, ја нема магијата, ја нема жарта, ја нема и го нема контактот. Енергијата не можеш да ја пренесеш. Јас и ти моментално сме во живо, така. Разговорот можам да кажем, да се изразам, не знам, во 60% ја има, или таа возбуда кога разговараш со некого, но го нема 100% кога си во живо, така? Или кога е сцена, публика, каде што протокот на енергија е најбитното нешто. Зашто велат магија, театарот е магија? Тоа е магијата, протокот на енергијата, животната енергија. Мислам, актерите живеат 3 пати поинтензивно на сцена отколку во животот. И тоа зрачи, таа енергија. Затоа е толку прекрасен за впивање како публика и затоа театарот не може да умре. И затоа мислам дека не може ништо да го замени театарот со онлайн, но тоа не значи дека не треба да се експериментира и да се работи. Значи јас сум возбуден кога ја гледав представата Илузии на Нела Витошевиќ и колегите. Значи бев додека ја гледав представата допре до мене емоција. Секоја чест за колегите кои што го сработиле тоа, кои што обратиле внимание на ликовите, на односот, Нела пронашла добар текст кој што може да се спакува во оваа форма онлайн. Нормално не може тоа да го замени театарот, живата публика, но сум за да се истражува во тој правец. Ама видите, многу едноставно. Сега сме сведоци дека се е отворено, за се има скоро протоколи, за се има начини и форми на живење и мораме да прифатиме дека ова е новата реалност. Значи, ние мора да живееме. Кинезите живеат со маски, со ракавици веќе 20 години и повеќе. И мислам, јас бев во Уганда 2007 година со колегите и таму прво стасување наше во Уганда беше во наслов во весник 4 доктори умреле од ебола. И сега ебола е исто вирус, тој смртоносниот вирус, кој што не е стана пандемски, но тој беше неговата вирозност беше помала, но смртоносната процент е поголем. Значи тоа беше 24 часа и умираш, грозница се распаѓаш. Многу беше јако, доаѓа еден од тамо од
од Уганда, од луѓето кои што се беа наши домаќини и вели: "Оде ќе јадеме, вика, во овој ресторант, храната е прекрасна, но ве молам, вика, немој да фаќате предмети затоа што можеби има ебола." Така да мора да, и јас ги прашам, зашто сте среќни? Као, викам, секој трет по статистика е заболен од СИД. Маларија не е проблем. Цело време има. Умираат на секој чекор. И имаат ебола, вируси страшно. И као, викам, зашто сте среќни? Ве гледам дека сте среќни. И вика, затоа што денеска сум среќен, затоа што го живеав денес денот. Така да, може би утре нема, но денеска сум жив. И сватив дека они живеат во сегашност. Што е впрочем и театарот, сега и овде. Да. Така да, мора ние да се свестиме дека ова е новата реалност. Нови вируси во Кина се појавуваат, на BBC имаше исто дека кој може да биде пандемски и мора да го прифатиме тоа. Да, не е исплатливо. Еве, јас имав приватна представа која што беше распродадена 3 дена пред да се случи вонредната состојба и потоа ги враќав картите. Да, за приватните театри и за приватните сцени, кои што се независни сцени, не е исплатливо, нема да биде исплатливо сето ова, ако се применат мерки каде што би имало дистанца, каде што би имало разредување на публиката. Но тоа не значи, можеби е време да ја подигнеме на картата цената на нашите билети. Еве, сега ќе ти кажам конкретно, во Штип театарски билет чини 100 денари. Значи, не можам да го прифатам фактот дека мојот месец и пол, два, некогаш и повеќе труд на сцена, не мојот, зборам генерално на сите наши колегите, срцето го оставаме на сцената, душата ја оставаме на сцената, се отвараме целосно и тоа да чини 100 денари, а едно пиво во пабот после представата кошта 150 денари. Мислам, нема логика. Веќе се дигна стандардот, сите цени се дигнати, мора и театарот да се цени сам себе си повеќе. И не можам да ги убедам колегите дека мораме сами себе се цениме. Не е поентата ние да станеме, дека ќе станеме, не знам, многу богати со тоа. Во никој случај. Затоа велам, при независните сцени мора да ја подигнат цената на билетите, затоа што ако сакаш да дојдеш за да гледаш вистинска уметност, тоа чини. Така, и сега ние тоа нема да го цениме, ама ќе оцениме во кафана 3000 денари, топ, супер, жука, Доро свира, овие свирачите, топ, каф месо, убаво, знаеш, и тоа го цениме. А уметноста не ја цениме. Ќе одам на театар, така, 100 денари, ништо. Значи, мора самите да се цениме. Има начини на кои што Ќе ја промени ли оваа пандемија улогата, ќе го промени ли значењето, функцијата на театарот во нашето општество денес? Ќе се промени ли тоа што било? Еве, спомена дека ти на некој начин како уметник и не си задоволен од местото на кое што се наоѓа, во кое што се наоѓа театарот и пред самава пандемија. Како може пандемијата тоа да го промени? Дали може? Дали ќе го промени? Па види, што знам, ние некако има институции, знаеме нашата болка дека многу со сета почит кон колегите кои зборам за постарите генерации кои што оставиле белек и кои што оставиле трак во театарот, но знаеме дека се соочуваме со еден генерален проблем. А тоа е дека кога вработуваме пензионери. Што значи тоа? Многу од младите, кога сум разговарал, им велам, сакате да работите или сакате да се вработите? Има разлика. Ако сакате да работите, еве сцената, слободна е. Викнете мене заедно, ќе направиме копродукција, ќе направиме независен проект и ќе работиме. А ако сакате да се вработите, тоа е некој друг систем. И кај нас се вработуваат во старт од прва категорија. Значи, се правеа грешки кај што од прва категорија се вработуваат. Не можеш ти, не е логично, луѓе, значи да се разберем. Еве, јас кога се вработив во втората категорија. Не,
пред мене се вработиле колеги си во прва категорија. Не може така. Значи, мора да се вратиш во четврта категорија. Кај нас, нели, имаше проблем со колективната, конечно се потпише тој колективен, па сега ќе се прави, нели, по нова систематизација, кој што треба да гласи за сите театри исто и кој што треба да има правила, рамки, која е четврта, трета, втора, прва категорија, колку одиграни представи, колку искуство, колку награди, сето тоа мора да биде на ниво на Македонија за сите исто, за да знаеме кои се критериумите, за да можеме ние да напредуваме и амбицијата да ја жариме кај нас. А не ти ќе се вработиш во прва категорија, играл не играл, земаш ја истата плата и тебе амбицијата колку и да ти е лично како човек ти паѓа. И на тие кои што се поамбициозни и тие кои што не се поамбициозни. Зборам амбиција за напредок, амбиција за работа, амбиција за да придонесеш нешто за твојата институција. Да оставиш белег, да ги помрдниш работите од место. Има, да, многу луѓе кои што има колеги кои што се прекрасни, им се восхитувам низ Македонија, кои што се желни за работа, но преовладува другата ситуација. Луѓе кои што се изгубиле во текот на годините, луѓе кои што им паднала амбицијата, луѓе кои што престанале да се грижат, знаеш како велат, си легнуваат на брашното и сето тоа доаѓа до зачмаеност и значи срамота е на мои години, за мацки кажеш години. Се шала. Значи срамота е на 3-4 години, јас да сум најмлад вработен во Штипски театар. Така, значи мора да се вработуваат млади и тие вработувања да бидат базирани на нивната ангажираност кон тоа институција, на нивниот талент, на нивната желба за работа. Само на тој начин, правилно и честно кон нашата работа, затоа што нашата работа е љубов. Нема друг начин. Сите ги знаеме проблемите и свесни сме, можеме и да ги набројуваме проблемите до колку сакаме, но веројатно заклучувам дека на мнозинството им одговара вакви или слични ситуации и по линија на малотпор се оди кон правецот кој што сам се дефинира, а не ние како уметници да го дефинираме или тоа што почна прашањето дали можеме да смениме нешто, дали оваа ситуација ќе смени нешто. Гледаме дека не смени ништо. 4 месеци си спиеме дома, земаме плата, никој ништо овој обид твој е прекрасен, така да земеме да притиснеме ние што можеме да смениме. Можеме многу. Значи Македонија има летни се. Сакав тоа да те насочам во следното прашање, да ни откриеш кои се твоите размислувања, како може да се промени, да се развива театарската уметност, во кои услови, по кои протоколи може да се реализира, нели сепак почитувајќи ги сите препораки за заштита. Ти велам, значи јас тоа го планирав и уште пред да биде ванредната состојба. Планирав да купам маски кои што сега за жал се премногу скапи, но можеме да ги направиме. Ние имаме и луѓе кои што во театрите особено, сите театри можат со сопствени средства, со материјали кои што се многу ефтини и луѓе кои што се шијачи, кројачи во театрите да направат маски не само за театарот, него и за сите други институции. Но не го правиме тоа. Не знам зашто не го правиме тоа. Одговорните треба да преземат одговорност. Така. И поентата е дека можеме да се работи во затворени институции. Јас имав еден статус кој што го напишал конкретно за тоа. Можеме да го редуцираме бројот на седишта, така. За почеток може преку 2 седишта, преку еден ред, потоа да се намали таа дистанца, значи може и нели метар до 2, колку е дистанцата потребна. 2 метри, да. Но тоа постепено за почеток може да се игра во помалите институции, да се играат за 50, во поголемите за 100 публика и сето тоа после да се зголемува со тоа што ќе се мери температура, нели брза температура на влезот на представата, со тоа што ќе се носи маска, секој ќе носи маска за време на представата, ќе се направи дезинфекција целосна, не ради реда дезинфекција. Нашите театри не се дезинфицирани 50 години.
Значи никој не, дури фирмите кои што нема фирма професионална до тој степен кој што ќе го исчисти секој, ќоше секој да знаеш дека е чистен. И кој е крив за тоа? Значи театри ние цел живот дишеме прашина која што е полна со не знам какви бактерии, па никому ништо, сега вирусот не исклаши. Значи мораме ние постојано да вршиме хигиена. А додека за пробите, имав идеја конкретно за пробите, значи ќе се работи нормално со визер, најпрактично е со визер. Ќе се работи, пробите ќе се функционираат со визерот, додека знам дека се скапи тестовите нели за корона, но мораме да се обидеме. Знам дека тоа ќе чини многу пари. Многу театри се и во долгови и не можат заради погрешно менеджирање од претходните генерации и не можат и немаат, секој театар замисли по мене не може да еден театар да обстои во долгови. Значи државата ти плаќа плати, ти плаќа струја, ти плаќа нафта, ти дава проекти за пари, не ти ги зема парите освен дел од ако продаваш премногу карти. Другиот поголемиот дел остана за тебе, кириите кои што ги има театрите кои што ги земат од просторите кои што ги издаваат. Практично ние треба да создаваме пари театри и со тие пари да ги вложиме во нови, ако државата ти дава 3 проекти, ти да направиш уште 3 од твои сопствени средства. А не да изговорат да немаме пари. Не е тоа моја работа. Мојата работа е на сцена. Твојата работа е да најдеш и пари, да најдеш и услови, да најдеш да го изменаџираш. Затоа треба менаџирање. Така? И муабетот тргна од тоа дека како би се одвивале пробите на сцена. На сцена пробите би се одвивале со тоа што ќе носиме визери, маски, ќе држиме дистанца, хигиена, а не сега како се знаеме као кај си, ај тргни маската, немам јас корона, уживај. Значи мораме да правиме во главата, во свеста да си ставиме. Тоа е една работа, а друго да речеме последните 7 генерални проби ќе бидат со правење тест од корона. Значи знам дека ќе чини тоа многу, но ќе ги правиме тестови од корона ако има контакт. Така, значи да, тој тест не те, но исто така да си ставиш на себе си дека тие 7 дена ќе ги бидат посветени. Значи нема да комуницираш надвор од твоето семејство, така ќе бидеш во некаква си изолација за тие 7 дена додека да излезе представата. После тоа ќе се прават репертуари кои што ќе бидат да речеме, не знам, 4 представи едно по друго, па ќе се направи една недела пауза, па пак ќе се тестираат актерите, па пак 4 представи. Да речеме, знам дека многу е комплицирано и многу е тешко изводливо, особено затоа што сето тоа треба пари но другата варијанта е да седиме со скрстени раци и да велиме не може, тешко е, никако. Но се разбира дека овој начин може еве ние почнавме со Александар Ивановски од Велес, ова дете се вика текстот, Жоел Помера на французин, кој што е инспириран од реални приказни, животни приказни, а станува збор за односот помеѓу родител и дете. И има прекрасен концепт Александар, значи премногу е убав и текстот, и односите, и пораката, и начинот на кој што е смислен текстот и дава можност, тој тоа сам режисерот концептот Мештаков, каде што ќе бидат по двајца на сцена, максимум тројца. Така се поделени сцените и нема да имаат контакт. Дури и тоа може да се искористи, затоа е уметникот да твори, да најде начин како да направи љубовна сцена без контакт. Така? Значи, тоа не мора да значи дека тоа ќе биде цело време ние ќе живееме во таква ситуација, но еве сега е можност за да измислиме, за да креираме како може без контакт или контактот да е 1 метар на сцена. Така да што може да, значи ние можеме монодрами, дуодрами, тројца. Сега ќе се концентрираме на помали представи, нема на масовни представи. Ќе направиме концепти каде што ќе нема потреба од близина помеѓу актерите, а при тоа да биде уметност, при тоа да биде емотивно и добро и како и да е концептот, како и да го сакаме да го поставиме. Затоа сме уметници. Големите уметници кои што створиле како представи, како дела или музички дела, што и да е, Моцарт, земете го Моцарт. Значи, тие не твореле во прекрасни услови, не твореле во
во раскош, не твореле во се што е олеснување. Напротив, тие од таму излегува гениалноста на уметникот да создаде од ништо нешто. Така да Како би действувале, еве уште едно прашање, во овие услови, со овие технички можности и од друга страна дистракции во екот на оваа пандемија, големите театарски уметници кои што те инспирирале и влијале на твојот развој како актер? Како тие би се однесувале во 21. век? Не знам како би се однесувале тие од 21 век. Ние не знаеме како да се однесуваме, но знаеме по примерот на многу правци кои што настанале токму од тие луѓе, да не ги набројуваме, ги знаеме кои се, така, значи Брехт, Станиславски, Мерхаут и плејада други кои што создале свој правец, свој систем. Може би сега е време за нови правци, нови системи. И мораме да истражуваме, ама седејќи дома нема да биде. Еве, јас сакам да ми одобри некој простор. Сега, на пример, можам представата да ја рехабилитирам, да ја пренаменам, но немам простор. Значи, моментално состојбата знаеш каква е, вонерна состојба беше, па се е забрането, нема протокол за театар и колку јас да поднесам писма и барања до било која сцена независна театарска, нема да добијам одобрување за да ја користам сцената и да експериментирам. Значи, јас не можам да сватам како ние до сега никој не организира да направиме колегите да бидеме во кондиција. Не можеш ти 4 месеца актерот надвор од кондиција да го ставиш човече. Значи, ќе пропаднеш целосно, после тоа представите, ќе треба актерот работи со телото, со умот, со духот, ако тоа не е во кондиција, не можеш ти потоа да очекуваш добар производ. Ние требаше овој период да го искористиме да експериментираме. Ние и пред пандемијата не експериментиравме, не ни работевме. Значи, дури кога ќе се закажат проби за враќање на некоја представа, сите тешко е, човече, мораме да сме повеќе вредни, повеќе работли, повеќе да сакаме да работиме. Тоа ни е работа, за тоа земаме плата, тоа ни е единственото нешто кое што да уживаме. Значи, имаме најдобрата работа која што е љубов, кој што не ни сметаме за работа. Јас не ја сметам за работа, напротив, ја сметам за живот, за љубов. И мораме, можевме да се собираме, да правиме, не знам, да правиме, проби каде што ќе бидат на дистанца, каде што ќе разговараме, каде што ќе читаме, каде што ќе пробуваме некои за кондиција, за одржување на духот. Никогаш не е доцна, нели? Да. Особено ако оваа ситуација продолжи, тоа е едно решение кое што треба да го примениме, се согласувам. Да, апсолутно. Значи, има такви вежби кои што може да се искористат, каде ние ќе бидеме двајца на сцена, тројци, каде што ќе се одржуваме со духот. Тоа, знаеш, не знам, никој не го прави. Немаше, јас не видов дека некои уметнички совети се собра, разговара, дадо заклучоци. Некако само театарот остана да виси во цела оваа ситуација. И не можам каде да експериментирам. Дома не можам да експериментирам, не можам да правам театар дома сам. Значи, ми е потребна ти сцена. Ние имаме толку сцени кои што се амфитеатри, така? Имаме антички театри. И наместо да ги искористиме тие антички театри или летни сцени, со сета почне да гледам театар комедија најавува летна сцена, не знам докаде се, но имаме театри отворени каде што можеме да работиме. До сега требаше да исклучи премиера на било кој од античките театри. Да се соберат двајца, тројца ама не го одобруваат. Значи, за да имаш ти одобрение на таа сцена, треба градот веројатно да ти даде потврда и одобрение, но нели сите беа исплашени. Сега никој не е исплашен. Претходно кога сите беа исплашени, бројките беа мали, сега секој месец се зголемуваат дупло бројките и као се е окей, нели, нема проблем, сите се вратија на нормална, само театарот не се врати во нормална. И не мрдна, јас не видов нешто некој да преземе иницијатива за да притиснеме кон Министерство за култура за
заедно со театрите, Министерство за култура, директорите, да направиме план, стратегија како би функционира во овие услови. Знам дека е тешко, но мора да почнеме од некаде. Ова беше и последното прашање до тебе, Ефтем, но оставам секогаш на крајот од разговорот соговорникот да каже се што не беше опфатано од моите прашања. Или пак да испратиш порака до постпандемскиот театарски актер, што би му порачал од оваа позиција? Што би му порачал, не знам, тоа значи сам на себе да си порачам. Значи, би сакал да го искористиме ова време, сите заедно да твориме за ините проекти. Јас во глава имам, мислам, почнав еден проект за време пред пандемијата во Народен театар Штип, ти кажав, ова дете. Имав премиера исто кој што не излезе пред пандемијата, Панови на Елин Рахнев со еден колега од Штипски театар, дуодрама. И имавме, значи, идните проекти кои што се во Народен театар Штип, кои што чекаат, нели, сега не знаеме што ќе се случи, но сето ова треба да го ние земеме време за себе си, да твориме на друг начин. Дали некој ќе пишува, дали некој ќе продуцира идни проекти, ќе осмислува монодрами, дуодрами, со тројца, представа со тројца, каде што ќе го искористиме ова време да твориме, да прочитаме, да најдеме сценарио, да преведеме, да запишеме нешто ново, да најдеме форма. Имам, да, и јас имам идеја за онлайн представа и сакам да почнам тоа да го остварам, затоа што имам неколку идеи кои што ми се на хартија, но не можеш да ги оствариш затоа што немаш каде просто. Многу едноставно. Многу едноставно. Секој обид за нешто да се направи, оставаме на тоа дека не знаеме што ќе се случи, чекаме од Министерство, чекаме да завршат изборите, чекаме, и цело време ние чекаме. И сега до кога ќе чекаме, веројатно и летово ќе помине, па ќе си почекаме. Јас би сакал малку овакви проблесоци како што се појави, нели, со онлайн представи или гледам дека Гостивар спремаат представа со маски. Значи, на Андреј Цветановски. Гледам дека во другите земји исто летните сцени ги користат во Србија, во Хрватска, има летни сцени кои што се користат. И јас би сакал и ние веќе, ако барем не измислиме нешто ново, барем да го следиме тоа што другите го прават. Благодарам многу, Ефтим, уште еднаш што ја прифати поканата и што ги сподели своите доживувања, ставови и донекаде и решенија за тоа како да се развива театарската уметност во време на пандемија. Да, фала ти. Се надам дека овој твој проект ќе доживее убава светлина, која што ќе мрдне некакви енергии меѓу нас, затоа што ние сме тие кои што треба да действуваме. И ти благодарам многу за твоето одвоено време и за посветеноста. Ценам како уметник и знам дека ова го правиш од искреност и искрена потреба за работа, за да има просперитет и театарот да може да функционира, нашиот театар, македонскиот театар. Надевам и јас. Благодарам уште еднаш. Фала ти и чао. Се гледам. Гледаме.